студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток вестите на денот. Масовен протест во Скопје за поддршка на командантите на УЧК. Меджити сепак не дојде да му даде поддршка на Ахмети. Продолжуваат партиските полемики за мигрантите. Власта најавува резолуции на локално, опозицијата бара на централно ниво. Медиумите повторно на тапет. СДСМ тврди дека дел од нив се во партиската кујна на ВМРО-ДПМН. ЗНМ бара да се воздржат од етикетирање и дискредитации. Франција блокираше 2 поглави од преговорите на Црна Гора. Се забавували брзиот чекор на најнапредниот кандидат за членство во Унијата. Ердоган оптимист за мир во Украина по средбата со Путин. За протестот во поддршка на командантите на УЧК во живо во овие вести. Останете со нас. Во центарот на Скопје денеска се одржа масовен протест за поддршка на поранешните команданти на ОВК обвинети пред специјализираните совети во Хаг, организиран од лидерот на ДУИ Али Ахмети. Собирот на плоштадот Скиндербек предизвика сериозен сообраќаен метаж и силно полициско обезбедување. Организаторите најавија продолжување на протестите и во следниот период. Иако беше најавено дека ќе присуствува чаирскиот градоначалник и еден од предводниците на Вреди Изет Меджити, тој сепак не беше на собирот. За ова беше јавно опоменатиот премиерот Христијан Мицковски. Во живо во овие вести известува Тамара Дичовска. Тамара, како помина денешниот ден? Видовме дека има силно полициско обезбедување, дали се беше во најдобар ред? Да, протестот помина мирно, можам да кажам. Како што кажете, имаше засилено полициско обезбедување на повеќе улици тука околу плоштадот Скиндербек, каде што се одржа и протестот. Помина без инциденти, како што и претходно најави премиерот Мицковски, кој што кажа дека владата нема да го поддржи овој протест, но ќе направи се за да помине во мирна атмосфера, односно без инциденти. Протестот денеска тука, иако е празно во моментов на плоштадот Скиндербек зад мене, меѓутоа можам да кажам дека беше масовен, имаше илјадници граѓани кои што дојдоа тука да дадат поддршка за поранешните команданти на УЧК, на кои им се суди за воени злосторства во Хаг, со албански песни, знамиња, меѓутоа и обележја на УЧК. Тука се собра во поддршка за нив. Свој говор имаше и поранешниот врховен командант на УЧК, но и лидер на ДУИ Али Ахмети, кој што кажа дека овој протест не е против Македонија, а токму оние луѓе, поранешни команданти на кои им се суди во Хаг, придонеле за мир во оваа земја. Деталите од денешниот протест ги гледаме во продолжение. Среде строг центар на Скопје ечеше УЧК, илјадници албанци се собраа да дадат поддршка за поранешните команданти на УЧК, на кои им се суди во Хаг за воени злосторства. Со албански знамени, десетици новинарски екипи од Албанија и Косово, како и косовска делегација, се одржа протестот, а пред присутните се обрати и поранешниот врховен командант на УЧК и лидер на ДУИ Али Ахмети, кој беше и организатор на протестот. Никогаш не биле против државата Македонија, а командантите на кои им се суди во Хаг придонеле за стабилност и мир во земјава, кажа Ахмети. Нашата војска не била против ниту еден народ, ниту против српскиот народ. Денешниот протест не е против државата Македонија, бидејќи токму овие што денес се пред овој суд придонеле за стабилноста, мирот и иднината на оваа држава, имајќи предвид дека биле носители на важни институции, председатели на државата, премиери, председатели на собранието. Тие потпишале десетици па и стотици договори за понапредна Македонија, а не за држава што треба да се плаши од Ослободителната војска на Косово, ниту од Ослободителната национална армија, ниту од оние што денес се присутни со рани на телото. На протестот му дадоа поддршка и актуелни поранешни функционери во македонската влада. Според министерот Лимани, мирниот протест ја зајакнува идејата за нација што коегзистира со различните без да потекнува војна. Поддршка даде и лидерот на Вреди Меджити, но не беше присутен. Стојан Чангелов, кој е бранител од 2001-та, соустра осуда за собирот на кој им се дава поддршка на поранешните команданти. Сите припадници на УЧК кои извршиле војни злосторства треба да одговарат во согласност со меѓународното право, вклучително и оние припадници на УЧК кои во 2001 година извршија војни злосторства во Македонија. Апсурд е да се бара ослободување на било кои злосторници осомничени, обвинети или осудени за војни злосторства, опфатени со меѓународното право, напиша Стојан Чангелов на Фејсбук. Претходно премиерот Мицковски
кажа дека владата нема да го поддржи протестот, но ќе работат да се осигура дека ќе помине мирно и без инциденти. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Прашањето за евентуален прием на мигранти мора да се решава во собранието, а не на локално ниво, порачува опозицијската СДСМ. Обвинувајќи дека премиерот Мицкоски избегнува да се изјасни дали ќе ја потпише резолуцијата со која би се спречил влез на мигранти за пари во Македонија. Од ВМРО-ДПМН возвраќаат дека таков договор со Британија воопшто не постои и најавуваат општински декларации против мигрантски кампови, додека меѓупартиската полемика околу темата продолжува. Прашањето за мигрантите е државно и за него мора да одлучува собранието, а не општини или советници на ВМРО-ДПМН, велат од опозицијската СДСМ. Од партијата прашуваат зошто премиерот Мицкоски одбива да одговори дали ќе ја потпише резолуцијата, со која, како што велат, ќе се спречи влез на мигранти за пари во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски гледаме дека со денови одбива да даде еден едноставен одговор, дали ќе ја потпише резолуцијата со која граѓаните ќе бидат сигурни дека мигранти за пари во Македонија нема да има. Наместо одговор гледаме од страна на Мицкоски изговори, одолговлекување и обиди темата да се префрли на локално ниво. И зошто Мицкоски бега од собранието? Ако не знае, собранието е највисокиот орган во државата, кој што е составен од пратеници, а пратениците се директно избрани од народот. Затоа резолуцијата е народен договор. Од владеачката ВМРО-ДПМН и денеска демантираат дека населување на мигранти е дел од договорот со Британија. Велат според документите за изградба на мигрантски камп во Бардовци, усвоени од претходната влада, јасно било кој сакал да доведе мигранти во Македонија. Хистеријата, паниката и лажните вести кои ги создава СДС се рушат како кула од карти. За среќа на граѓаните, ВМРО-ДПМН и тогаш, и сега, и секогаш ќе води антиемигрантска политика. Еве, веќе два дена молк од Филипче и СДС за непостоечката тема мигранти. Откако ги посочивме нивните вистински намери за доведување на мигранти во Македонија, тие бегаат и од новинари и се кријат во Бихачка. Опозицијската СДСМ го прозва и владиниот партнер ЗНАМ. Очекуваат став од партијата, а бараат и произнесување за понудената резолуција. Од ЗНАМ пак велат дека и тие, како и владата, се настават дека не постои договор за прифаќање на мигранти. Прозивките од СДСМ ги сметаат како обид за политички спас на функционери во партијата соочени со кривичен прогон. СДСМ во тотална немоќ обезглавена без раководство само со еден функционер во смисла на Султан партија, раководена од Центарот во Струмица и менторот Зоран Заев, бара начини и теми како да биде минимум присутна во јавноста со надеж да го задржи и она малку членство и поддржувачи што остана од неа. Премиерот Мицкоски вчера најави дека советите на општините наредната недела ќе усвојат документ со кој ќе се обврзат дека нема да примаат мигранти на својата територија и дека таму нема да се градат мигрантски кампови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. СДСМ најави разоткривање на, како што велат, партиските кујни на ВМРО-ДПМН за лажни вести и медиумски манипулации. Од партијата тврдат дека преку координирани објави се прикриваат скандали на власта и се дефокусира јавноста од теми како мигрантите, корупцијските афери и нападите врз новинари. 3 анализирани денови на еден агрегат на вести, иста слика. Вака се одвлекува вниманието на граѓаните, вака власта сака да ја промени реалноста, да ја искриви вистината и да ги лаже граѓаните. Исто како во времето на Никола Груевски. Лажни вести, манипулации, извртување на вистината, политички прогон, напади на новинари, се е тоа исто, копи-пейст. Сега се целосно разоткриени. Политичките субјекти треба да се воздржат од јавно етикетирање и дискредитација на медиумите. Таквите настапи може да влијаат ограничувачки врз слободата на изразување и да ја намалат довербата во јавноста, што оправдано буди грижа и е за осуда, реагираат од Сдруженијето на новинари на Македонија по пресконференцијата на СДСМ. Во конкретниот случај, СДСМ наместо јавно да ги рецензира медиумите, ќе беше посоодветно да ги искористи механизмите на саморегулаторните тела. Доколку постои сомнеж за неетичко и непрофесионално известување, на располагање стојат утврдени само регулаторни механизми, како Советот за етика во медиумите и Советот на честа, преку кои може институционално и аргументирано да се проверат ваквите наводи, стои во реакцијата на ЗНМ.
И владината портпаролка Марија Митева остро реагираше на оваа пресконференција на опозицијата, оценувајќи дека јавното одбележување и дискредитирање на медиуми е недозволив и нелегитимен притисок врз слободата на медиумите. Таа порача дека државата нема да се враќа на практики на стигматизација и контрола на медиумскиот простор. Јавното таргетирање и етикетирање е директен напад врз слободата на изразување и знак на длабока политичка слабост, вели Митева. Таа нагласи дека владата работи на заштита на новинарите преку институционални механизми и предупреди дека ваквите потези на СДСМ може да нанесат сериозна и долгорочна штета на медиумскиот амбиент во Македонија. А ВМРО ДПМН и денеска со обвинувања за поранишниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, тврдејќи дека со недејствување 3 месеци овозможил противправна заработка од над 90.000 евра за фирмата за технички преглед од Сарај. Од партијата прашуваат дали Спасовски бил материјално мотивиран да не го одземе овластувањето, поврзувајќи го случајот со трагедијата со автобусот на Беса Транс во Бугарија. 3 месеци Оливер Спасовски молчел и не го одземал овластувањето на фирмата за технички преглед од Сарај, со што овозможил фирмата да заработи над 90.000 евра. Спасовски како министер во Министерството за внатрешни работи имал добиено официјален извештај со констатирани неправилности, тој молчел и не го одземал овластувањето, со што директно ја злоупотребил службената положба. Инаку на истиот тој технички центар поминал технички преглед и автобусот на Беса Транс, кој се запали во Бугарија и наши 45 сограѓани загинаа. Поранишната шефица на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева, осудена во случајот Рекет на 7 години затвор, добила условен отпуст и го напуштила затворот Идризово. Информацијата ја потврди и директорот на Идризово, Зоран Јовановски, кој изјави дека Јанева ќе мора редовно да се јавува во Основниот кривичен суд Скопје, се додека целосно не истече затворската казна. Пресудата за Рекет беше изречена во јуни 2020 година, а стана правосилна во јули 2021, пошто Јанева беше спроведена на издржување казна во истиот предмет. 9 години затвор доби и Бојан Јовановски, Боки 13, кому издржувањето на казната му беше прекинато поради здравствени причини. Опозицијата и во ова препознава кујна на власта и очекува Јанева да биде впрегната во црна кампања против СДСМ и Венко Филипче. Многу скоро, после нова година, ќе ја видиме Катица Јанева во иста улога како што сега го гледаме Боки 13, како оди по емисии на владините медиуми, по подкасти и по порталите од кујните на ВМРО ДПМН, велат од опозицијата преку соопштение. Франција блокираше 2 поглави од преговорите на Црна Гора. Се забавували брзиот чекор на најнапредниот кандидат за членство во Унијата. Ердоган оптимист за мир во Украина по средбата со Путин. Европската Унија најпрво треба да се примени за отворање на преговори со државите кандидатки како што е Македонија, вели во интервју за Сител поранишната министерка за надворешни работи на Хрватска Весна Пусич. Таа смета дека тоа ќе биде добар почеток на потребните реформи и внатре во самата Унија. Гледаме дел од разговорот кој ќе се емитува во Дневникот во 19. Од почетка преговора до завршетка преговора и онда до самog уласка има много времена. Мислим, nama je trebalo recimo 6 godina pregovora i još 2 godine ratifikacije i ulaska, ili godinu i pol recimo ratifikacije i ulaska u Evropsku uniju. Prema tome, ako računate po tim kriterijima, to bi bilo između 8 i 10 godina nakon što počnete pregovore. Između 8 i 10 godina je u politici vječnost. Dakle, probamo se sjetiti šta je bilo pred 8 godina, svijet nije bio prepoznatljiv u odnosu na ono što je danas. Dakle, svašta se može dogoditi. Ali za početak pregovora mislim da bi kvalificirana većina trebala biti apsolutno dovoljna za odluku. Kvalificirana većina misli se nadpolovični broj zemalja sa nadpolovičnim brojem stanovnika. To je ta dvostruka kvalificirana većina u Europskoj uniji. Dakle, postoje i ideje koje kažu pustimo pojedine zemlje da se integriraju recimo u zajedničko tržište i da počnu funkcionirati unutar zajedničkog tržišta, a sve ostalo do članstva ići će onda postepeno. Da li je to pametno? Recimo, pred
12 ili 15 godina kad sam ja na tome vrlo intenzivno radila u Hrvatskoj, ja bi tada rekla ne, ili punopravno članstvo ili ništa. Danas, gledajući sigurnosno, gledajući kako se stvari razvijaju u samoj Europskoj uniji, možda to nije loš način bržeg približavanja punopravnom članstvu. To ne može biti kraj procedure, ali možda može biti dobar početak. Реално да се очекува укинување на можноста за вето во Европската унија. Може ли ЕУ да даде гаранции какви што бара Македонија пред да ги спроведе уставните измени? Тема на денот во 19 со поранишната шефица на хрватската дипломатија Весна Пусич. Во изминатата година згаснале речиси 5400 компании, што е за околу 1600 повеќе од лани. Најмногу во трговијата, услугите и преработувачката индустрија, покажуваат податоците на Централниот регистар. Истовремено се зголемил и бројот на новоосновани фирми, над 9100 годинава, што е за 940 повеќе од 2024, па надлежните оценуваат дека бизнис динамиката и натаму е позитивна. За една година згаснале скоро 5400 фирми или 1600 повеќе во споредба со лани. Според податоците на Централниот регистар, најголем дел од нив се од трговијата на големо и мало, услужниот сектор и преработувачката индустрија. Претежно компании се затворале во Скопскиот регион, но во истиот период се зголемили бројот на новоосновани. Годинава се отвориле 9186 фирми, или 940 повеќе во однос на 2024-та. Директорката задоволна што е поголем бројот на новоотворени отколку згаснати компании. Тоа што можам да го кажам како податок дека се повеќе отворени во однос на затворени. Значи како тенденција имаме зголемување на бројот на компаниите. Ќе ви кажам еве паушална бројка, бидејќи точната бројка треба сепак нели да ја видам во систем, ја нема во моментот. Околу 80.000 компании се активни во државава, имаме и неактивни. Тоа се компании кои што не поднесуваат завршни сметки и согласно законските прописи има процедура за нивно бришање. Последните податоци објавени на државната статистика годинава се однесуваат на активни субјекти во 2023-та. Тогаш имало нешто над 72.000 фирми кои работат, од кои 83% бројат од 1 до 9 вработени. Компании над 250 вработени се само 0,3%. Согласно законот, за оние кои само се основани а немаат никаква дејност цела година, односно нема да достават завршни сметки и финансиски извештаи, Централниот регистар поведува прекршочна постапка и им се изрекува глоба. Ако 3 години поред се неактивни, се бришат од единствениот трговски регистар. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. 2025 беше исклучително предизвикувачка за прилепското стопанство со затворени пазари поради американските царини, војната во Украина и одлив на странски инвестиции кон Северна Африка. Стопанствениците предупредуваат на сериозен недостиг од работна сила, несоодветно образование и потреба од посилна државна поддршка за заштита на домашното производство. Иако во градежништвото има раздвижување, неизвестноста околу платите и идниот економски раст останува. 2025 беше доста предизвикувачка година за прилепското стопанство. Воведувањето на американските царини предизвика затворање на некои пазари. Дел пак од странските инвестиции во Прилеп веќе се селат во Северна Африка, а војната во Украина ги затвори дел од пазарите во Европа. Ова е оценката на Прилепската регионална стопанска комора за годинава која што изминува. Остануваат исто така и проблемите како недостигот на работна рака и неадаптираниот образовен процес според потребите на пазарот и новото време. Сметаме дека доколку државата се вклучи во огромна промоција на македонскиот бизнис, тогаш би било добро посилни напори, не само декларативни, во сузбивањето на сивата економија, барем и да почне најпрвено од оние сектори кои нашата економија ги има, за да можеме да го заштити тој дел од производството, да може да продолжи да работи. Во спротивно, сето тоа ќе дополнително само ќе го убрзува процесот на пропаѓање или на банкротирање на нашите компании. Бизнисмените бараат заштита на домашното производство, особено на земјоделските производи, а ќе требало и доквалификација и преквалификација на работната сила за поголема продуктивност. Во однос пак на растот на платите, неизвестна е ситуацијата. Колкав ќе биде тој? Платите би требало да растат согласно инфлацијата, така да некои 3-4% као онака како што е проектирана би требало да има
зголемување на платите, но не знаеме како ќе се одвива, бидејќи поскапувањата претежно одат во делот на храната и сега, а грото од платата се троши во делот на храната, не знаеме тој дел до кој степен ќе оди. Градежниот сектор вели дека се почувствувало раздвижување како со унгарските кредити, така со изградбата на коридорите 10 и 8 и со реализацијата на повеќе проекти на локално ниво, помогнати со средства од централниот буџет. Но се бараат и одредени законски измени. Поприлично треба институциите да се позанимаваат со таа институција јавни набавки, елиминирање на нелојална конкуренција, само преку законски регулативи и она што значи регулирање на условите и учеството и тендерирањето преку институцијата е-набавки. И кај градежниот сектор, како и кај останатата економија, потребата од работна рака останува еден од најголемите проблеми. За Сител, Дарко Штарговски. И покрај штетите од поплавите и мразот, преспанското јаболко и натаму наоѓа пласман на странските пазари. Овоштарите велат дека дел од родот е уништен, но поголемиот дел е сочуван и се извезува или се користи за индустријски потреби, најчесто во Србија, Бугарија, Чешка, Косово и Албанија. Поплавите и мразот во преспанскиот регион уништија дел од јаболката. Овоштарите велат дека овој регион од Македонија е на удар на невреме последните години, но за среќа поголемиот дел е сочуван и може да се искористи за индустријски потреби. Ова година делови од Преспа имаше фатен од мразот, каде што многу беа мали приносите на јаболка, али во главно добро е. Не остана нигде без ништо, колку толку има. Цената моментално се движи 8-9 денари, што за разлика од претходните години, мислам, релативно добро. Оние со помали површини на јаболка вела дека трошоците за хемиските препарати чинат многу пари, а нема добар ефект по воштарниците. Големи површини, големи трошоци се, а со мало површина тешко да се просперира, за разлика од некогаш поранешната Југославија, кога имаше доста приход, доста се земаше и сега тоа е тоа. Последните години нема пестициди, тие што беа пред 30 години. Сега тие пестицидите слободно земи, изеди го, испи го, не сосеќа ништо. Состојбата со извозот моментално е добра. Најчесто македонското јаболко се бара во Србија, Бугарија, Чешка, Косово и Албанија. Инаку голем дел од луѓето во овој регион живеат од оваа дејност, а за многумина кои работат како административци во ресен или се вработени во некој јавно предпријатие, ова им е дополнителна дејност. Нина Аритоновска, Сител телевизија.